Добро утро. Се наоѓам пред соборниот храм, практично во дворот на нашиот соборен храм. Велики петок, според православието, најтешкиот ден во христијанството. Дали е навистина така? Ќе зборувам со отец Антонио Апостолски. Добро утро. Така најави получи големиот очекувањето на Христовото воскресение денеска Велики петок и според вашите кажувања најтешкиот ден. Да, токму така. Добро утро за многогодини празниците. Добре дојдовте во соборниот храм. Како што најавивте, навистина е најтешкиот ден за нас православните христијани и општо за човечкиот род, затоа што на денешен ден Господ Исус Христос пострада, беше распнат на крстот и претрпе маки и страдања заради нас луѓето и беше погребан во гробот. Оној за кого целата вселена беше претесна, самиот Бог зеде човечко тело, дојде во светот да го спаси човечкиот род од страдањата и од гревот и претрпе маки, покажа смирение, покажа љубов кон човекот, се распна на крстот и се положи во гроб самиот. Голем е денот, навистина, затоа што на денешен ден си спомнуваме за овие настани што ги спомнавме, за неговите маки и страдања. Господ Исус Христос, како вистински Бог, немаше потреба од такво нешто, меѓутоа поради љубовта која што ја има Бог кон човекот, секогаш уште од стари времиња, уште од Стариот Завет, се најавуваше сето ова што требаше да се случи со Господ Исус Христос. И токму во оваа страстна седмица, во овие денови, сите тие пророштва од Стариот Завет се исполнија. Господ Исус Христос, доаѓајќи во Ерусалим и проповедајќи му на тамошниот народ, всушност предскажа се што треба да се случи со него и на апостолите им укажа што ќе се случува во овие неколку дена. Тој неправедно беше распнат на крстот, затоа што во него не најдоа никаква вина, меѓутоа сепак поради злобата која што имаше кај тогашните фарисеи, сите тие учители на народот во тогашно време, мораше да се случи сето ова, односно немајќи никаква вина и никаков грев, тие го обвинија, го осудија, го раснаа, претрпе страшни маки кои што навистина се тешки за еден човек да ги издржи и беше раснат на крстот и положен во гробот со цел нели да го спаси човечкиот род. Потоа слегува во адот, им проповеда таму, го објавува воскресението и во недела наутро, како што знаеме, на третиот ден воскреснува. Тоа сакав да кажам, Велики петок, најтешкиот ден во очекување, па можеби на најрадосниот миг, неговото воскреснување. Така е. Во 12 часот или во 00 часот во сабота према недела. Така. Тој чин на воскреснувањето навистина е просветлување и дали, како велиме, секогаш можеби ние новинарите сакаме да прашаме кој е поголем празник, Божики или Велигден, меѓутоа Христовото воскресение па нели е печатот или ја одбележува? Дефинитивно Велигден или Пасха или Воскресение, како што нели му даваме називи, најголемиот и најрадосниот празник за нас христијаните, затоа што како што вели свети апостол Павле, ако не воскреснеше Христос, залудна ќе беше нашата вера. И токму тоа е навистина така, затоа што со воскресението Христово се отвораат рајските двери или рајските порти за секој човек кој што нели за секоја човечка душа да може да се спаси. Со воскресението Христово се разрушија оковите на адот или на пеколот, се победи сатаната и му се даде на човекот можност за вечен живот. И токму поради тоа ние го славиме животот, го славиме воскресението на Господ Исус Христос, бидејќи после тоа негово воскресение секој човек доби можност за вечен живот. Знаеме дека душата на човекот е вечна и кога умираме овде на земјата, телото всушност умира, меѓутоа душата продолжува да постои да живее и токму поради тоа човекот се преселува нели некаде поблиску до Бога и ние веруваме дека секој од нас на крајот од овој земен живот ќе се пресели во рајот, во Царството Небесно, како што го нарекуваме, а всушност со воскресението Христово се отвори рајот и е можност за секој човек да се спаси. И како што рековте и вие претходно, еве денес си спомнуваме за најтешкиот ден, а потоа за 2 дена го имаме воскресението и затоа секогаш велам во страстнава седмица се чувствата кај христијаните измешани. Од тага преминуваме во радост, што е и соодветно за овие денови, затоа што навистина тагуваме со Христос, бидејќи тој претрпе маки и страдања, тагуваме и денес и утре, Велика сабота исто така тажен голем ден, меѓутоа потоа кога доаѓа после полнок воскресението, сите чувствуваме огромна радост затоа што Христос воскресна, тоа го разгласуваме насекаде, со богослужбата го најавуваме сето тоа, се поздравуваме радосно сите Христос воскресна, навистина воскресна, си одговараме
и со сето тоа всушност ние го одбележуваме или си спомнуваме за настанот кој што се случи и кој што е историски запишан и посведочен и навистина знаеме дека така било, а тоа е дека Христос навистина од гробот воскресна и им даде живот на сите кои што беа упокоени. Само малку ќе ве навратам, еве неколку пати кажавте се наоѓаме, се уште трае страстната недела, тука Така. се неговите страдања. Ајде од Велики четврток и во студиото можевме да слушнеме од стручни, можеби и од етнолошки аспект и од обичаите и се, во Велики четврток задолжително во рана зора 3 црвени јајца. Навистина Так, символични и така некако можеби почнува празнувањето, одбележувањето. Да, може така да се каже, затоа што сето тоа се всушност обичаи кои што уште од давнешни времиња, од првите векови па до денес се практикуваат и се негуваат кај христијаните. Тоа е така затоа што имаме еден настан по воскресението и вознесението Христово на небото. Света Марија Магдалена, едно од неговите следбенички, заминува кај тогашниот римски император Тибери во Рим и му подава црвено јајце и му вели Христос воскресна. Всушност да му посведочи дека настанот навистина се случил, дека навистина Христос воскресна и му подава едно јајце кое што всушност символизира живот. Од јајцето се раѓа нов живот и токму не случајно е избрано нели токму тоа да биде јајцето како нешто што го символизира животот и воскресението и токму поради тоа во чест на тој настан и во спомен на тој настан што бил поврзан со Света Марија Магдалена во првиот век, до ден денес христијаните практикуваат во очи на Великден да си ги фарбаат јајцата во црвена боја, која што всушност го символизира крвта Христова. Сега честопати прашуваат луѓето дали баш на Велики четврток мора, дали мора на Велики петок, на Велика сабота или не знам кога. Јас секогаш одговарам, тоа е од практични причини така востановено, затоа што Великден е блиску до тие денови и соодветно е сега, ако ги офарбаме 2 недели предходно, недела ден предходно, може јајцата да не се расипат. Најсоодветно е неколку дена пред Великден да се изфарбат за да бидеме спремни, подготвени за празникот и да ги имаме на трпезата. Генерации наназад, можеби и ваши колеги, сега да не го порекнувам нивното, меѓутоа не учеа, можеби нашите мајки и баби не учеа на Велики петок, тежок ден, строг пост, не се бојадисуваат јајца, се бојадисуваат на Велики четврток, како што спомнавте, и на Велика сабота. Да. Заради тоа и ве прашувам. Да, нема никаде правило, канон во црквата или закон кој што вели дека на тој ден и тогаш мора да се офарбаат јајцата. Не постои такво нешто. Како што кажав и претходно, тоа е пракса, обичај, традиција која што од колено на колено се пренесува и затоа и така се негува и се практикува. И тоа е добро и тоа е во ред, не е ништо погрешно, не е ништо страшно. Нека се практикуваат така слободно домаќинките и секој што бојадисува јајца, не е ништо спорно, меѓутоа потенцирам дека нема правило кое што вели дека тогаш и тогаш мора. Кажав зошто се прави фарбањето јајца во чест на настанот со Света Марија Магдалена. Јајцето го символизира животот, затоа го избираме како нешто соодветно што може да се практикува за Великден, меѓутоа да не се навлегува до толку нели во детали дали морам, дали смеам, дали не смеам денес. И денес не е ништо страшно да се офарбат јајца и утре и претходно и на Велики четврток, не е никаков проблем. Така, може да бидат слободни да, и да нема така. оној сомнеш. Нема потреба. Еве веќе можеме да забележиме верниците си доаѓаат, палат свеќи. Сакам да ве прашам, богослужба веќе има литургија. Ајде, денес не се служи литургија, само на Велики петок не служиме литургија, затоа што денес веќе е принесена жртвата на Господ Исус Христос. На денешен ден тој се расна и пострада и умре заради нас луѓето и затоа не принесуваме причест, односно света Евхаристија или литургија не се служи. Се служат специфични великопостни часови кои што се поврзани со вечерната и на таа богослужба изнесуваме плаштаницата во храмот која што се поставува на гробот Христов во средината на храмот за да можат луѓето да се поклонуваат под неа. Таа стои се до Тоа вообичаено во колку часот се денес на оваа утринска богослужба. Так. Значи додека трае богослужбава сега во овие моменти, во овие часови, во текот на таа богослужба ќе се изнесе плаштаницата. Навечер повторно имаме се пеат статиите на Велики петок, тоа е утре на всушност на Велика сабота. Утре наутро се служи Света Василиева литургија, утре вечер нели веќе во 23:30 часот ќе започне опходот околу соборниот храм со божествената литургија по полноќ ќе чиноначалствува
блаженство архиепископот господин Стефан, така што ете започнуваме веќе со тие посериозни, подолги богослужби. Всушност започнавме веќе во цела страсна седмица, меѓутоа ете овие настани, овие денови навистина се и големи се богослужбите, подолго траат, специфични се, еднаш во годината се служат, така што сите верници кои што имаат можност нека повелат во православните храмови да се помолиме заедно на нашиот Бог. Така, македонската телевизија традиционално врши пренос, така да секој што нема да биде можност да дојде, може да го проследи, да го така проследи на македонската телевизија. Отец Антонија, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма, навистина едно убаво објаснување и за значењето на Великден и за сите денови, особено во страсната. Ви благодарам вам за поканата, нека ни се убави празнициве и да си го прославиме Воскресението Христово како што доликува. Бидејќи Христос воскресна и ништо друго во овие моменти не е толку важно како можноста за вечен живот на човечкиот род. Ви благодарам уште. Благодарам и вам.